Согласно член 49 од статутот на општина Битола, ја свикувам седницата на Комисијата за безбедност на Советот на општина Битола со следниот предлог дневен ред. Со една точка годишен извештај за работата на територијалната противпожарна единица Битола за 2025 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Ве молам да гласаме. Со 5 гласа за, сметаме дека дневниот ред е усвоен. Ја отворам првата точка, годишен извештај за работата на противпожарната единица Битола за 2025 година. Го молам представникот на противпожарната единица да се произнеси. Добар ден на сите. 2025 година територијалната противпожарна единица ја заврши со вкупно 573 интервенции. Од нив 103 интервенции беа интервенции пожари во објекти. Најголем број на интервенции имавме на отворени простори пожари 274, пожари на сообраќајни средства 31 и останати технички интервенции 165 интервенции. Најголемиот дел од пожарите, како секоја година, ни се на отворен простор. Вкупно 274 беа, како што напоменав. Најголем број на интервенции на отворен простор по месеци имавме во месец март 53 интервенции, заради што тоаш беше сушен период, февруари и март, и обично тоаш ги чистат, сите си чистат, наместо да заорват, тие палат. Потоа, втор месец по пожари на отворен простор најголем имавме во месец август 50 интервенции. Сега да не ги кажувам месец по месец интервенциите. Немавме некои пожари на шуми, повеќето беа пожари на трева, стрништа, и исто така имавме и голем број на депонии, 68 интервенции, пожари на депонии. Трева имавме пасишта, 134 интервенции, 33 интервенции стрништа, еден овоштарник, едно лозје и имавме една интервенција на шума, да речеме, шума шикара, меѓутоа не беше нешто многу голем пожар. Не дозволивме да ни преминат пожарите повеќе од еден ден, да речем. Со брза интервенција се трудевме колку што можеме, со број на вработени што ги имаме, да интервенираме максимално и да не премини повеќе од 24 часа, да речем. И доколку премини 24 часа, веќе тоа ќе биде голем пожар. Исто така во пожари на објекти намален е бројот на пожарите на оџаци. Имаме околу 30-33 интервенции на оџаци. Тоа е намалени се интервенциите на оџаци со тоа што веќе граѓаните почнаа редовно да си ги чистат оџаците и голем дел се префрлени на клими, на пелети и ради тоа се намалени. Сообраќајни средства имавме 31 интервенција, пожари. Технички интервенции 165. Во технички интервенции спаѓаат интервенции за сообраќајни несреќи. Имавме 12 интервенции. Спасување на луѓе 6 интервенции. Отворање на заклучени објекти 17 интервенции
и друго 130 интервенции. Во тоа друго спаѓаат обезбедување на спортски надпревари имавме 29 интервенции, обезбедување објекти 38, носење на вода 22 интервенции и други активности и услуги 41 интервенција. Најголем број на интервенции, како што напоменав, имавме во месец март ради сушниот период. Летниот период повеќе имавме јули месец, кога се очекува да имаме најмногу пожари, меѓутоа ланската година немавме толку голем број на пожари во јули месец на отворен простор. Повеќето беа обезбедувања во јули месец, како што можете да се приметите, имавме 37 интервенции технички. Тоа е, доколку имате нешто прашање, стојам на располагање. Ви благодарам. Отварам претрес по извештајот, дали има некои прашања? Чисто информативно вака, бидејќи спомнавте во еден дел од вашиот презентирање на вашиот извештај со оглед на тоа што толков број на вработени имаме. Дали е задоволителен бројот на вработени во противпожарната единица во Битола во сооднос со големината на градот? Не. Значи, противпожарната единица ние броиме моментално 32 пожарникари, а во однос на жителите треба околу 70. Значи негде на половина. Помалку од половина. А бројот на противпожарни возила кои се Во однос исправни? на противпожарни возила имаме солиден број. Имаме 13 возила што се наши, да речем, на територијалната противпожарна единица и едно возило од општина Новаци, што го има општина Новаци, меѓутоа ни е отстапено на користење. Значи 14 возила, од нив 13 се исправни. Дали барате согласности за вработување од општина Битола? Да. Ги добивате? Тоа се за годинава чакаме. Колку имате побарано ова година? Вкупно 8 за ова година. А зошто не барате 35 да го исполниме тој број што е потребен минимум за нашата територија? Од моја страна бараме, меѓутоа Логично би било да побарате 35 за да добиете 20-тина. Ако барате 8, може и 2 да добиете, повторно нема да види задоволителен број. Зборувам затоа што Јас кажувам за 8 се побарани во однос на планот за вработвање лани што е направен. 8 вработувања се. А во годинешниот план за вработување? Немаме се уште поднесено. Ќе ве замолам како граѓанин на Битола пред се да водиме сметка сите, да ги исполниме сите што се потребни минимум безбедносни услови, да побарате што поголем број на вработување, затоа што знаеме во летниот период како целата територија знае да се сочува со пожари и те како ни е битен на градот Битола зелениот појас и треба да го штитиме со професионална противпожарна единица. Ќе ве замолам да побарате колку што е законскиот минимум во однос на жителите кои ги има градот Битола, да побарате и соодветен број на вработување. Благодарам. Ви благодарам. Друг некој? Јас имаме две прашања. Ме интересира, извештајот видовме, во табела број 19 гледам дека се вкупно 573 интервенции. Да. Дали противпожарната единица прави проценка на штета предизвикана од овие вкупно пожари и дали има некоја проценка приближна колку е заштитен имот после спречувањето или гаснењето на тие пожари? Не правиме проценка на штета, не. Како противпожарна единица ние не. Полицијата си врши А полицијата ги прави? Полицијата си врши после тоа проценки колку има штета поднес и доколку бара. Би било убаво да ги имате тие бројки од преземени од полицијата, затоа што да имаме и ние како советници и граѓаните еден увид колку е неопходна и важна улогата на пожарната во Битола со оглед во тоа за заштита на имотот во делот на вредности
пример, ако се заштитил имот од милиони денари, тоа колегата што кажа, ќе бидат оправдани и тие вработување 30, да бидете комплетни во смисол за заштита подобра на имотот на граѓаните. Добро, ви благодарам. Доколку никој не бара збор, го ставам извештајот на гласење. Кој е за вака поднесениот извештај? Со 5 гласа за, сметам дека Комисијата за безбедност го усвои извештајот за работата на противпожарната единица Битола за 2025 година. Со оглед на тоа дека се исцрпени точките од дневниот ред, ја затварам седницата, комисијата и посакувам убав ден.